Да, почнуваме со дебатниот дел од Студио 10, тука како што најавивме, во студиото е господинот Рубен Земон, поранешен пратеник. Господине Земон, добро утро. Кажете ми, добро утро. Гледаме што се случува во собранието. Со вчерашното излегување во јавност на пратеникот Кастриот Реджепи, сосема известно е дека власта и опозицијата имаат сооднос на силите во собранието 60-60. Господинот Реджепи не кажа јасно како ќе гласа, но мислам дека е повеќе известно дека ќе ги поддржува политиките на власта. Значи и да е 60-60, како понатамо, вие сте биле пратеник, знаете како изгледа тоа и кога се има мало мнозинство, а камоли со овакво сосема изедначено. Прво, мислам дека тоа што е најбитно и најважно сега, дека владата 90 дена не може да се чепни, освен ако повторно некој не собери 61 подпис од пратениците, па да се повторно воспостави прашањето на доверба на владата, меѓутоа, мислам дека оваа ситуација е тешко. Тоа е дека што барем 3 месеци ќе имаме сигурно влада и овој состав да биде, како што е сега, се променува ништо, ќе се тоа функционира. Од друга страна, комисиите ги гледаме си работат. Веројатно буџетот се е најбитните работи што треба да се усвои. Во наредните 10 работни дена како што е по деловникот треба да се разгледува буџетот. Така што мислам дека тоа на сите им одговара да се усвои буџетот, бидејќи ни предстои, како што веќе ни најавуваат, енергетска и економска не криза, меѓутоа ете можеби несташица на некој начин како се кажува, барем енергетската. И мислам дека околу тоа ќе се работи нормално, комисиите ќе се функционира во секој случај, а околу ова што викате бројот на пратеници дали се за или не за поддршка на влада, тоа мислам нека не се тоа води такви разговори во собранието, не мислам дека сигурно тие разговори сепак се водат на друго место, најверојатно во владата или пак по меѓу партиските разговори меѓу лидерите на партиите, така да главно во парламентот ќе се биде мирно и мислам дека ќе има секојдневни активности. Да, но очигледно дека кога ќе дојде на ред гласање, дали во комисиите претпоставам дека тоа нема да биде толку изразено, бидејќи таму на различен начин е определена мнозинството, но на пленарна седница, доколку дојде до гласање за некои закони кои се предложени од владата или кои ќе произлезат од комисиите, многу тешко ќе биде за власта да го изгласа тој закон, доколку нема мнозинство. Тоа е повеќе од јасно. Па, во секој случај да, така е, меѓутоа треба да знае дека не секоја се бара 61, понекогаш се бара мнозинство од 1/3 да се присутни, нели, мнозинство од тие пратеници, така што за некои закони што се бара, нели, така наречено 1/3 да се присутни, мислам дека тоа ќе помени, со 40 пратеници секогаш може да се обезбеди, ако опозицијата не биде така присутна, меѓутоа мислам дека нема да остане ова ситуација, така наречена лимбо ситуација, 60-60, наскоро ќе имаме поголем број на пратеници што ќе поддржат владата и мислам дека тоа ќе се направи некоја мала реконструкција на владата и тоа нели ќе се одвива во најнормален ред и понатаму. Сега ова ситуација да, вака изгледа 60-60, како што е, да кажеме, повеќе за јавноста, меѓутоа мислам дека во практика не е така. Мислам дека веќе слушање во јавноста дека се вршат интензивни преговори или некои пратеници, слушавме и вчера од Кастриот Реджепи дека можеби 61 ќе има. Да, тој рече така. Не каже во јавност кој и веројатно таа ситуација ќе се подобрува. Знаете, мислам дека на сите ни е јасно, поготово и на пратениците од опозицијата, јас сум во контакт со некои пратеници од опозицијата и че ми е јасно дека ни престои на кризна ситуација. Пред се, најбитно е да бидеме на некој начин солидарни со тоа да што побрзо ги започне преговори. Како се случи таа ситуација што сите ја посакуваме со Република Бугарија, да што побрзо формира влада до 15 декември да на некој начин да бидеме сите тука фокусирани и да што побрзо се започнат тие преговорите, е една од поголемите приоритети. А што се однесува и до тоа што се најавува некоја економска криза и енергетска криза, на сите ни е јасно дека барем до напролет нема да има такви турбуленции што ги има во минатата недела. Да, во однос на она што се најавува, информациите дека власта преговара со пратениците на алтернатива
тоест пратеничката група на алтернатива, евентуално тие да влезат, на некој начин тие би ја замениле БЕСА. Сакам да ве прашам... Не е сигурно. Мислам дека и Шабалево Шевкарски дека кажуваше дека може и БЕСА и ќе остани. Се чека одлука на БЕСА за таа работа. Па да, така отпрлика тоа го кажа и вице-премиерот Артан Груби во еден момент рече дека не се преговара само со пратениците на алтернатива, туку буквално со сите пратеници. Освен со Левица. Освен со Левица, зборувам за албанските партии. Дека со сите пратеници од албанските партии вели кои биле изманипулирани од нивните лидери. Сега ќе видиме што ќе произлезе од сето тоа. Изјавите се едно, реалноста е друго. Сакам да ја прашам во однос на она што се случуваше еве со господинот Кастриот Реджепи. Имавме многу контрадикторни информации. Прво беше навистина невообичаено, може слободно да се каже, што тој не дојде воопшто на собраниската седница. Тој се огласи прво преку Facebook, потоа се огласи преку видеообраќање. Ги образложи сите тие причини, да не ги повторуваме. Главно е кажа дека не е киднапиран, дека собствено својата волја, но опозицијата останува на став дека власта киднапирала пратеници за да ја оневозможи таа седница, но на некој начин може да се каже дека оваа интерпелација сепак помина невообичаено. Сега не знам каква оценка би дали е според демократските стандарди или не е, но сепак невообичаено или вообичаено во однос на македонските манири и на македонските случувања. Па, мислам дека научивме сите нешто лекции како треба да се развива демократијата парламентарна. Пред се, значи и по уставот, пратеникот е независен во одлучувањето, во говорот и во како ќе се постои за одреден став. Пратеникот исто така има право да го промени своето мислење. Например, ако не знам, некој биде иницијатор за било каков закон, па потоа се отвори јавна дискусија, па потоа го менува мислењето. Така што во секој случај пратеникот е неприкосновен. Како тој ќе реши до моментот на гласање, тоа е право на пратеникот, да не само на нормално другите околности, не треба да ги изоставиме партиските ставови или дека натаму, меѓутоа по уставот и кај нас и во главном пракса, демократска пракса, е кај пратеникот сам одлучува како ќе се постави и има право да се промени своето мислење. Така да мислам дека прегрубо е. Мислам дека тој вокабулар треба и опозицијата мало да го намали. Во ред, има ја обид, се изгуби, ништо, понеделник имаме нов ден. Така или петок како беше, утрешниот ден беше нов ден. Така што не треба да све кај нас биде прашање на живот или смрт. Не се успеа. Мислам дека по некој мој сознание, и ако имаше гласање, дека ќе немаше да гласат 61, и од тие што потпишали што беа таму присутни. Некој мој сознание што си ги има, може би не се и точни, меѓутоа да претпоставиме, така што не треба се сета вина се фоли на Кастриот Хаџирич. На крај на кришта, каква е таа опозиционна партија ако преходно не ги обезбедила сите логистички работи за тој чекор. Само со тоа да се соберат 61 подписи и да се фалат пред конференција, кај вече скоро паднала владата, па дури и пред да почне самата собраниска седница некој да пишува game over или играта заврши така натаму, кажа дека тука станува збор за несериозен пристап кон самиот тој чекор на интерпелација и за тој процес за започнат. Да, таму имаше уште еден пратеник пред тоа, господинот Скендер Реджепи, исто така ја испроблематизира начинот на потпишување на таа опозицијска декларација, тоа опозицијско мнозинство, бидејќи таму беа представници на левица. Тој вели дека не бил известен. Па дори не знам, во една емисија новинарот Лилин Дулови каже една работа, дали точно не знам, дека не само еден се потпишувале два списоци. Дека веднаш вече се потпишувало кој да биде новиот мандатар со 61 ова и веројатно тој и пратеникот овај Скендер Зейт веројатно така реагирал, меѓутоа сигурно после тука што се средиле меѓу тие односи на ВМРО и на алтернатива и во секој случај повеќе пратеници ќе те кажа дека на некој начин биле изманипулирани во самиот процес на собирање на подписи. Се случува тоа, значи разни пратеници иницијативи во парламентот и јас сум поднесувал неколку иницијативи кои сум бил пратеник, па собираш подписи од пратеници, да има што поголема, поширока поддршка, па се случувало да, само ќе ви кажам еден пример, ако се сеќавате, во минатиот состав 17 пратеници поднесовме иницијатива за една изборна единица за отворени листи.
и ние имавме обезбедено мнозинство 61 пратеник и повеќе ќе гласа, меѓутоа ВМРО и ДУИ тогаш бомбардираа со филибастерин со над 60 амандмани и се блокира работа на комисијата. Дури не дозволува и да имаме ова јавна расправа во комисијата за политички систем. Така да не секогаш како сте ги имале вие пратениците или не знам подписите дека натаму поддршката како тоа не се во процедура истурка до крај, тоа е демократијата, парламентарната демократија. Да, друго прашање сега во однос, еве, го земавме примерот на алтернатива, дека се преговара со алтернатива, да речеме дека и претходно беше спомнувано проширување на владеачкото мнозинство и се мислеше на алтернатива и пред да се случи оваа ситуација, значи очигледно е дека алтернатива и власта имаат некои контакти кои одати во минатото, не се само од сега, значи тие се најизвестни. Јас би ја прашал вас за еден друг момент за кој гледам доста граѓани реагираат. Велат, како може сега алтернатива, која се потпише на таа опозицијска листа за паѓање на владата, за недела дена да влезе во самата влада? Значи тоа е едно навистина политичко салто мортале, како тоа алтернатива ќе го објасни пред своите гласачи? Знаете, алтернатива да точно беше и дел на владина коалиција пред изборите се случат. Знаете, министерот за култура беше од алтернатива. Мислам дека се повторно се разговара за истото име да биде ова, да не карикирам се јас. Меѓутоа, револтот на албанските партии опозициони повеќе е према тоа што и така настапува и на изборите да ДУИ оди во опозиција. Се сеќавате дури и премиерот Зоран Заев на војната кампања кога кажуваше тоа дека време да оди ДУИ во опозиција, дека се размислуваше на некој друг начин да се направи некој мнозинство, меѓутоа после бројките беа сурови, бројките покажаа дека друга реалност од изборите што беа 2020 година. Меѓутоа тие контакти со алтернатива се да кажеме подолгорочни, не долгорочни, него среднорочните. Траат подобро да се изразиме. Мислам дека програмски алтернатива и ова коалиција што е предводена од СДСМ се блиски. Тоа е најбитно според мене за да се прави која стабилна коалиција. Дали сте програмски, не се програмски блиски. Вие видите дека се тоа што пукна со 61 подпис, пукна бидејќи тоа што левица не е блиска со сите тие други што подпишаа, нели? Програмски не е блиска. И мислам дека тоа е добро што се развива таква една дебата, дека сепак да се треба да се гледат програмите, што тоа се нуди на граѓаните, зашто се залаги на политичка партија и дали во таков еден контекст може да се направи коалицијата. Најдобар пример ние се случува се со Бугарија. Нели гледате дека и тие коалиции што сакаат да се прават сега, главно се гледа да бидат програмски блиски, да имат заеднички точки во таа коалиција, за да може на некој начин да се направи заедничка платформа како да владее коалицијата. Така што мислам дека алтернатива е доста блиско програмски со владината коалиција и мислам дека ќе се најде заеднички јазик, поготово ако се имало предвид главните државни приоритети. Сега е време да размислуваме за државните приоритети, повторно повторно ни престои најверојатно се надеваме сите во декември датум за преговори и престои една неизвестна криза со енергетска криза, економска, а и ковидот ние тука се уште. Но за алтернатива е интересно дека значи тие ќе мора да ја проголтаат книдлата и да влезат во влада со ДУИ. За оно што зборуваа најмногу. Желбите се едно, можностите се друго. Сепак знаете да бидете партија која што е во парламентот, парламентарна партија, има и одговорности према граѓаните и према државата. Сепак треба да бидеме подговорни према државата. И да се гледаме по генералните, да кажеме, поопштите интереси, не само тесно партиските. Да. Во однос на делувањето на опозицијата, интересно е што се чини, тоа се види уште на онаа прославата на ВМРО ДПМН после победата на локалните избори, кога повеќе пратеници, повеќе представници на ВМРО ДПМН ја шерува онаа фотографија од пред Белата палата каде што беше истакнато албанско знаме. И тоа е навистина гледка која не е секојдневна во минатото за време на прославите на ВМРО ДПМН и тоа беше потенцирано се чини од представниците на таа партија. Многумина велат дека сега ВМРО ДПМН се обидува да го ископира оно што го правеше премиерот, сегашниот премиер Веќе Заев од 2016 година со тоа македонско-албанско заедничко настапување, со промовирањето на стратегијата едно општество за сите, со интеграцијата на сите етнички заедници во тој гласачки кампус со привлекување на албански гласови.
И тоа се виде сега еве повторно и со овој обид за ново владеачко мнозинство, каде што беа собрани буквално сите албански партии кои не се во власта. Дали ВМРО-ДПМН се обидува да го направи она што го правеше СДСМ во 2016 година? Па веројатно ги сваќаат работите дека треба да се движи општество во таа насока, во тој правец, со оглед на тоа дека јасно е дека ВМРО го критикуваше од самиот почеток концептот едно општество и потоа стратегијата е за развој на концептот едно општество интеркултурализам, уште од самиот почеток го критикува. Меѓутоа гледаме све повеќе и повеќе дека ја прифаќаат реалност, дека така мора да се живее еден со друг, а не еден покрај друг. И мислам дека и не само тоа со знамето, самиот договор што си седнаја со партите на Зиедин села, па дури и со алтернатива и разговараа за соработка на локалните избори, кажува тоа дека сепак имала таква соработка и порано, нека сега таа почнала и порано таква соработка се поставила, меѓутоа на некој начин тоа е реалноста, меѓутоа тешко е да се прифати има таа програмска платформа нели на национална партија. Соработката помеѓу ВМРО-ДПМН и Алијансата, посебно Зиедин села, е особено тешка и поради поготово 27 април што се случи 2017 година. Меѓутоа, гледате и села на некој начин го прифачи тој како и села беше против да се сечавате концептот едно општество. Ниден кандидат за председател река кажуваше не едно општество, него една република, така ли им беше кампањата, иако републиката влегла во едно општество, не знам зашто се против. Сепак кога се размислуваше стратегијата за едно општество, не концептот. Значи да разликуваме концептот кој што го промовираше Социјалдемократскиот сојуз на чело со Зоран Заев и стратегијата едно општество интеркултурализам. Значи тоа се две различни работи. Стратегијата нормално има свој акционен план, еве сега во декември ќе имаме ова евалуација средба да видиме докаде што како се развива, а концептот како концепт е скоро прифатен. Да не забораваме дека и Европската унија и западноевропските земји и цивилизација го прифаќаат како еден од добрите концепти да Македонија успее да се интегрира што побрзо во Европската унија. И не нели што се вика без потребно на Зоран Заев или фондацијата Фрики Хеберт лани му е даде наградата токму за концептот стратегијата едно општество за сите. Така што горе долу тоа е реалноста. Сега ова што прашувате вие тие може повеќе од лукративни причини, може не бил ни албанец тој што го носил знамето таму, или меѓутоа се било знаете, меѓутоа битна е иконографијата. Меѓутоа тоа што јас приметувам во последно време и во ВМРО, меѓутоа за жал се случи тоа и со владата, што ја формираше втората влада на Зоран Заев, сепак тоа пак оди низ некоја биетничка призма. Нели едно општество за сите подразбира многу различности, не само да размислуваме биполарно, бинационално. Вие видовме дека од коалиција... Мислите се сведува само на македонци и албанци? Па видите го составот парламентарен што го има ВМРО коалицијата. Дека таа коалиција широка, има многу сите заедници. Покрај македонци само Стоилковиќ од српската заедница е, да кажеме, од немакедонската, а од другите партии, турска, не знам, ромска, никој не е пратен во собранието. Гледате, за разлика од ова што го имаме кај СДСМ и коалицијата, имаме барем овие заедници што се преименувани во преамбулата на Уставот, иако имаме забелешки, ние, покото ја таму припаѓаме, тие останатите, треба и на некој начин и тие да учествуваат во власта, во јавниот живот и така натаму. Така што тука е разликата, во секој случај не е само иконографијата да покажеме, меѓутоа колку суштински се спроведуваат тие политики. Критичарите велат дека еве зборуваме за концептот едно општество за сите, дека тој е пропаднат. Тоа го илустрираат и со тоа што СДСМ изгуби голем кампус од албанските гласови кои ги добиваше на претходните избори, тоа се види и на овие локални избори. Иако доби повторно СДСМ доста албански гласови, но сепак велат тоа е многу помалце. И тоа е доказ дека тој концепт не успева. За стратегијата реално не слушаме многу, ниту од владата, ниту што се случува. Рече си јавноста не знае ништо за таа стратегија. Алџовски Роберт, да ви кажа. Да. Но нема никакви активности, не ги гледаме. Добро, во ред, но план се тера по планот, тоа е сепак во институцијата. Но тоа е друго. Еве зборуваме за концептот. Критичарите велат дека тој концепт на Зоран Заев не успеа и доказ е еве ова што го кажав. Па пак ќе кажам, тие уште од самиот почеток го критикуваат тоа, не е дека сега е нешто тоа ново, од самиот почеток критикуваат концепт.
И сега локалните избори не се баш најдобар лакмус за тоа го индицира и да ја покаже дека тој пропаднал. Сепак треба по-добри кажеме аргументи. Меѓутоа, ако тоа пропаднал, тоа ќе се даде алтернатива тие што критикуваат. Бидејќи што е алтернатива на тоа? Поделено општество ли? Што е? Значи едно општество е антипод на поделеното општество. Ако кажуваме едно општество пропадало, значи тоа што проговараат тие, нели ѕидови, како што гледаме сега Полска со Белорусија, нели ќе прави ѕид, тоа се две држави што случаи, што тоа што проговараат? Да правиме ѕидови, да се поделиме, треба сите туди да направиме едно општество, да сите граѓани се чувствува еднакво во оваа држава. Ако тие мислат дека треба македонците или албанците или некаде кои да бидат на повисок стадиум, тогаш навистина имаат проблем со цивилизацијски достигања на 21 век, нели, и во светот каде да се движи, поготово западна цивилизација. Така што не мислам дека е тоа пропадна, поготово не по локалните избори. Локалните избори сепак ако гледаме советничките листи, повторно истата ситуација горе-долу пресликана со различностите, да кажеме, и уште подобро, што не се случи со локалните избори за советнички листи. Видовме голем број на иницијативи, што беа граѓански независни листи, кои што добија соодветни гласови советнички места во општините. И тоа е најдобар показател, можеби, како контраргумент на тоа што кажуваат овие што вие наведувате, а сосема друго е градоначалници. Градоначалници сепак се гласа за личност, не се гласа за идеи и платформи од, да кажеме, како што е за советничките листи. Така што мислам дека барем јас ова што кажува сликата од советничките листи структурата, дека тоа е деман на тоа што кажуваат. Во однос на ова најавено опозицијско мнозинство кога беа објавени партиите, гледаме дека владачките партии, СДСМ и ДУИ, цело време ја користат риториката дека тоа е анти-НАТО, анти-ЕУ структура, дека тие сакаат излегување од тие процеси. Додуше, за волја на вистината, партијата Левица на вистина се залага за излегување од НАТО, за ревидирање на многу процеси, тие се против Преспанскиот, против рамковниот договор. ВМРО-ДПМН од друга страна има проблем со Преспанскиот договор, тоа не е спорно, тие отворено велат дека тој не е добар, дека не го сакаат, дека е реалност, тоа е најново сега во нивниот став, дека е реалност, но не отстапува дека доколку има можност дека би го ревидирале. Значи, постои ли навистина опасност доколку дојде некоја друга констелација на влада во земјава, навистина Македонија да скршне од тој пат, бидејќи земјава е целосно интегрирана во НАТО, тоа е веќе завршена работа, но постои ли можност да се случи девијација од тие процеси? Видите, за Преспанскиот договор тоа сепак станува збор за меѓудржавен договор и меѓународен, веќе тука беа подпишани и Метју Нимица, и видовме и Могерини се подпиша. И под покровителство на Обединетите нации. И така што за такво нешто промена сепак треба да се направат лоби или потреси можеби во Обединетите нации или во Европската унија. Што мислиме е тешко, кога од тоа се откаже Мицотакис, кој што беше уште поголем противник на Преспанскиот договор, и веднаш, нели, што се калена на брашно, мислам дека нема таква сила во моментов. Прво, второ, мислам дека тешко ќе се обезбеди двотретинско мнозинство за гласање во македонскиот парламент да се тоа промени. Така што тоа е чисто, да кажеме, вординг или маркетинг што тие користат да го задоволат гневот на граѓаните, и граѓаните се гневни. Па и тоа не знам од кои причини. Мислам, јасно кои причини беше така беше спинувана сета таа работа од опозицијата во тоа кога се правеше Преспанскиот договор, и народот е гневен. Иако според мене ја гласав, нели, тогаш за тоа, според мене не се промени ништо во идентитетот, само се направи едно пресликување на географската реалност што постои. Македонија не се само овие 32% територија што ние како држава имаме, него Македонија е, како се знаеме, многу поголема, 51% е во денеса Грција, и овој дел е северниот дел на таа географска, да кажеме, целост Македонија. Така што за мене е само чисто се додаде, не се направи промени, него се направи на некој начин дополнување на уставот со додавање на, како нека кажуваат, придавка, кажуваме географска прецизност. Така што државите, пак ќе кажам, се прават според географските области, многу малку број на држави од светот имаме што се прават според етносот, нели, доминантниот етнос. Така што во секој случај, а ова што се залагаат
ова помалата партија што кажувате, мислам и дека нивните, кажеме, глобални поддржувачи или што се наоѓа некој можеби поголемна мрежа, тоа се Кина и Русија, тие меѓу првите ја признаа Северна Македонија и дадоа или ова поддршка, не поддршка, него изјавија декларација нивната мислам дека го прифаќаат името Северна Македонија. Така што мислам дека сето тоа се само чукање празна слама што ќе нашиот народ, колку да се билдаат поени, да се покажуваат мускули, а во реалноста сето тоа мислам дека барем во ова констелација на вакви на глобални, кажеме, односи во светот и во овој дел на регионот, дека тоа не е можно да се направи, само ако имаме 80 пратеници во собранието, тоа не е можно. И за крај уште едно прашање поврзано со оваа тема. Гледаме дека во соседна Бугарија победи партија која првпат се појавува на избори, стана прва партија во Бугарија и веднаш тие најавуваат и нов начин на односите со Македонија, велат дека треба нов пристап. Тоа од представниците на нашата држава беше оценено како добро, како позитивно. Министерката Радмила Шекеринска рече дека тоа може да биде пресврт во македонско-бугарските односи. Гледате ли вие на тоа доколку сега се состави конечно влада во Бугарија после овие избори? Дали мислите вие дека навистина во декември може да се случи тој пробив за кој се повеќе се зборува и за кој се зборува дека ќе биде под еден силен американски притисок за конечно да се постигне договор помеѓу двете земји? Ова што кажавте, последната би ставил прва. Значи, се чувате некаде пред неколку месеци, не знам кога точно, американската администрација излезе со став дека треба да се реши конечно прашањето на Македонија и спорот со Бугарија и дека држави ќе земат по активно учество во решање на проблемот, така ли како беше изјавата пред неколку месеци и мисля дека тоа е се тоа последица на тоа. Двајцата што се лидери на партијата, како сега продолжуваме да се промени, така ли сега партијата, сепак гледаме дека тие се школувани во хардвер, школувани се во Соединетите американски држави и сепак се лица кои што се под некој начин големо влијание, да не кажам можеби и луѓе што ја поддржуваат американската политика во новиот регион. Знаете, треба да гледаме работа повторно малку поглобално. Видове веројатно и после промената на администрацијата на Трамп и доаѓа администрацијата на Бајден, видува дека сепак за нив е во некој ризик тоа јужно крило на НАТО. Ако овој проблем ака со Македонија продолжи, дека другите сили ако Соединетите американски држави не се толку активни, ќе го искористат тој празен и вакуум простор. И мисля дека тука е работата каде што не се случува во Бугарија. Тоа што кажете за неколку месеци нова партија се јави и веднаш добива мнозинство не мнозинство, него најголем број на пратеници. Да. А мисля во тој тренд ќе продолжи и сета оваа ситуација што е со Европската унија и јас мислам дека ќе се најде некоја солуција, некој решение да се одреди датум за преговорите, да конечно почне таа како се кажа прва седница нели за Македонија за пристапување, кој што е исто дол процес. Ете, видовте и Ангела Меркел каже дека може ќе трае до 2030, така ли година тој процес, иако од тоа што ќе да прават промените, што ги предлагаше Макрон пред 2 години, 3, и имаме нова методологија, може тоа да оди многу побрзо, со оглед на тоа дека Македонија од сите земји во регионот како гледаме сега, во тие стандарди е најнапред од тие, и од Србија, од Црна Гора, и од Добро, за земјава мислам дека е важно да го почне процесот пред се поради Преспанскиот договор, бидејќи тоа е услов, да. Тоа е еден од условите на Преспанскиот договор и дека конечно тој датум мора да се даде. Дали така гледате и на таа интересна посета на холандскиот премиер Марк Руте пред локалните избори, значи среде кампања дојде во земјава. Знаеме дека сега дојде пред гласањето во парламентот. Во средата беше. Марк Руте беше, но тој беше холандскиот премиер, но тој беше месечини пред вториот круг од локалните избори. Не сега пред да се гласува парламентот, во средата дојде. Четврток беше во парламентот и дојде во средата, или вторник. Добро, да, може би е така, да, навистина. Дали таа негова посета која помина без некакви официјални изјави, без пресконференција, беше така опишана дека тој дојде тука да пренесе некаква порака која е поврзана со Бугарија и според тие неофицијални информации кои излегоа дека тој кажал навистина дека
навистина силно се работи да се добие датум во декември. Значи, треба да знаеме уште еден факт, дека пред да идвам Македонија беше во Албанија, во Тирана. Да. Нели, кај е Тирана, така што веројатно посетата му била регионална, не е наменски, како што се каже, наменски баш за Кастриот, нели, бидејќи тој поврза холандска дека посада, Реджепи, значи неговата посета била претходно планирана, веројатно по тоа што Холандија Но може да се стави во контекст дека двете земји се тие кои очекуваат почеток на преговори. А Холандија беше една од главните кочничари, нели, на заедно со Данска, со Франција за започнување, за проширување воопшто на Европската унија со земјите од Западен Балкан. И мислам дека сега веројатно треба да се гледа и таа димензија дека Велика Британија со Брекзитот излегуваат и кажуваат дека голем број на ингеренции, односно на таа улога што имаше Британија преземува Холандија во лидерството, да кажем, на Европската унија и треба да се гледа во тој контекст. Веројатно тука се движат некои релации и мислам дека Холандија, ако прилично омекне, а гледаме дека Руте тај изјава што даде прилично дека омекнувачка за нашата земја и за Албанија, видовме дека Макрон и прилично е омекнат во неговите стави, иако тој има избори ината година, прилично се омекнат и мислам дека во еден таков амбиент, ете и самиот Кастриот Реджепи кажа, тоа било можеби пресудните улоги што пресудните аргументи што решил да не се поведе на таа седница, да не се запри од нас сега патот према европските интеграции. И мислам дека во тој контекст да се гледа и таа посета на Руте во нашата земја. Нормално дека дипломатската иницијатива е прилично голема. Видовме изјавата на Бојко Борисов пред изборите, кажа дека Бугарија е под голем притисок, а така нешто кажа че и Румен Радев кога беше во Блед, така ли, дека Бугарија е под голем притисок веројатно на Европската унија, а поготово ако се тоа што кажа Борисов им се запрат тие структурни фондови што ги Европската унија, тоа Бугарија паѓа во една невидена криза, не само политичка, него и економска. Така што јасно дека стратешките определби на Европската унија и да се држави дека Западен Балкан, поготово Македонија и Албанија треба што побрзо се интегрираат во Европската унија и дека на крајот на краишта ние сме дел на таа западна цивилизација, ако гледаме по-историски и по-глобално. И знам ако сте читали таа книга на Хантингтон, Самуел Хантингтон, Судбина на цивилизациите, нели, на овој дел секогаш било на границата меѓу тие две цивилизации, западната и источната, меѓутоа тие се решени да конечно биде дел и тој наша желба се разбира на таа западна цивилизација. Да преминеме на западната страна. Господине Земон, ви благодарам за гостувањето. Благодарам на вас, беше задоволство. Да, ова беше поранешниот пратеник Рубин Земон во Студио 10.